Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И во денешното видео повторно ќе зборуваме за содржините од најновата книга на Шефалица Бари Родителска карта. Во ова видео по-конкретно ќе зборуваме за вториот чекор. Таа го нарекла уништија фантазијата или очекувањата, родителските очекувања. И овде во оваа фаза во глобала станува збор за фантазиите на родителите, значи ги објаснува како тие едноставно може да ја уништат врската со детето. Зошто? Затоа што преку тие фантазии родителот не може да ја согледа суштината на своето дете. И овој чекор, како и вообичаено и за другите чекори, го објаснува преку прекрасни стихови, па сега ќе ви ги прочитам. Родителското сценарио го уредив до совршенство. Режисерот и актерите ги избрав. Се беше спремно. Конечно светлата се запалија. Представата требаше да започне. Но ти дојде и го прекина снимањето. Не сакаше да бидеш во мојот филм. Ги отврли улогите кои ти ги дадов. Ги искина костимите и маските. Ја уништи сцената и сценариото. Ми ги изгоре со ништата за слава и награди. Инсистираше да бидат своји. Бев принудена да го направам незамисливото. Морав да ги намалам моите очекувања. Ми ги опустоши фантазиите. И наместо моето совршено сценарио и замислата за совршена иднина, сонувајќи за совршени заеднички цели, ти изгоре се до пепел. И сето ова се случи преку ноќ, неочекувано. Но всушност подосна сватив, спасив нешто што не ни знаев дека сум изгубила. Мојата собствена душа. Навистина прекрасни стихови кои што се однесуваат на овој чекор, на суштината на овој чекор. И Шефали, како што објаснува во самата книга, вели, ние родителите сме врвни филмачи, едноставно постојано се наоѓаме во еден предпродукциски процес на пишување на сценарија, фантазии за нашите деца и носење на одлуки како треба да завршат тие фантазии, тие филмови. Некои од нив се кратки, затоа што се однесуваат на некој момент или се однесуваат на некој настан, меѓутоа голем број на фантазии, на тие филмови кои што се вртат во нашите глави се однесуваат за подолг период. И ние дури не сме свесни колку многу од тие сценарија кои што се одигруваат во нашата глава ги има во голем број и најнаш, кои што доведуваат во една состојба родителот да прави збрки и да прави заплети во начинот на родителското размислување за тоа како треба и да се однесува во врската со своето дете. Значи, родителот едноставно не сваќа како тие негови филмови, како тие негови фантазии ја блокираат неговата способност да може да искомуницира со своето дете спрема неговата суштина, спрема неговата автентичност. И токму овие скрипти неизбежно водат кон тоа родителот подоцна да види како ќе се скршат неговите очекувања, едноставно како, бидејќи во најголем дел овие филмови кои што си ги врти во својата глава нема во никој случај да се снимат или да се обистинат. Најчесто таа вели дека постојат неколку изрази кои што ги спомнуваме ние во односот со другите родители, преку кои што можеме да си ги забележиме колкави се нашите фантазии. Најчесто тоа се преку кога им се обраќаме на другите. Моето дете е исклучително надарено, исклучително е талентирано, поголем број на активности на кои што оди, па тоа ќе постане ова и така натаму. Или пак кога зборуваме со други родители, кога му кажуваме: а ние сме едно совршено семејство, се знаеме како треба да се одигра пред време сето, ние испланирано, дури испланиран ни е одморот,
еден совршен одмор имам испланирано со своите деца и овај ќе го посетиме, овај ќе биде, така ќе се однесуваме и така натаму. Значи, Шефали вели, ние сме до толку способни да испишуваме цели трилогии од нашата родителска фотеља. Вметнуваме улоги по кои што си ги испишуваме нашите собствени имиња, дури уште пред да се роди детето, затоа што точно сме утврдиле кои ќе бидат нашите деца, какви ќе бидат нашите деца, што ќе постанат во нивниот живот, значи на кој начин ќе ги воспитуваме, како ќе изгледа нашето семејство и така натаму. Меѓутоа Шефали пишува во својата книга и во овој чекор објаснува како ние родителите токму во тој дел, за жал навистина, ние сме најимагинативни. Затоа што во основа ние го сакаме истото. Сакаме најдобрата верзија на совршенство, на бескрајна среќа, на совршена среќа, на совршен успех. Меѓутоа, ние токму поради тоа во нашата глава, значи, ја вртиме таа идеја и тој филм дека нашето дете е гений, кој што може да биде се и се што истовремено. Нашето дете дека треба да биде некој кој што ќе стави крај на светската сиромаштија, или едноставно ќе може да го најде лекот за канцер, или пак дека тоа ќе биде главниот водач во борбата против дрогата, или ќе го поправи климатскиот проблем на глобално ниво, или во најмала рака може да стане идниот светски лидер, од калибарот, например, на Нелсон Мандела или пак на Мартин Лутер Кинг и така натаму. Зошто ова го спомнува Шефали? Затоа што во нејзините контакти безбројни кои што ги имала со родителите, наидувала на многу интересни очекувања од страна на родителите кои што ги имале за своите деца. И таа спомнува за една родителка која што кога ја прашала, имала големи очекувања спрема своето дете и кога ја прашала Шефали, добро, ти што сакаш толку многу од твоето дете? Зошто си толку ригидна во однос на него? И таа едноставно му рекла, па јас очекувам моето дете да биде идниот Мартин Лутер Кинг Джуниор. Така да, таа вели, толку лесно ние си нарачуваме совршено дете за нас во нашите умови, во нашите глави, исто како кога нарачуваме, влегуваме во некој ресторан и го нарачуваме нашиот совршен обрек или совршен десерт. И таа ни смеа, вели, да, исто како кога ќе влеземе во ресторан и ќе речеме, ве молам, дајте ми 2 топки со вкус на Алберт Ајнштајн и уште 2 топки со вкус на Махатма Ганди, а можете и да ги посипите со мрвици од Том Круз, од Леонардо. И да, дајте ми и од оние мрвици можете да посипите од Леонардо Ди Каприо, а на крајот завршете со топинг од Бионсе и од Рајан Гослинг и од Мајли Сайрус. Значи, ние до толку сме не можеме да разбереме колку сме пребирливи спрема нашите деца, какви тие треба да постанат, дека треба да бидат во смисла на тоа нашите фантазии се шират, до тоа нашите деца да во голем дел да ги содржат карактеристиките на најбогатите, на најпаметните личности, на најуспешните личности од времето во кое што ние постоиме, се разбира. Меѓутоа, без ние да сватиме дека едноставно да го земеме во предвид, да ја земеме во предвид природната состојба на нашето дете. И без да земеме во предвид дали тие карактеристики воопшто можат да се постават во условите во кои што ние живееме, дали сте воопшто согласни со реалноста во која што живееме и дали воопшто се согласни со едноставно со суштината на нашето дете. Зошто е тоа така? Затоа што во нашите фантазии нашите деца едноставно може да постигнат се и се што. Нашите деца се секогаш послушни, секогаш се благодарни, тие имаат убави манири, ги почитуваат постарите,
Мислиме дека нашите деца едноставно тоалетот секогаш чист ќе го остават, ќе ги мијат садовите, креветот секогаш ќе му биде наместен, ќе јадат само зеленчук, петки само ќе носат, ќе заработуваат од мали пари и нема да ги молат родителите. Значи, нашите деца уште од мали за се ќе ги бива. Меѓутоа, ние токму поради тоа Шефали вели дека влегуваме со овие замки во процесот на родителството. Зошто? Затоа што мислиме дека животот со нашите деца едноставно ќе представува најгламурозното изгрејсонце. И децата едноставно ќе можат да ни го збогатат нашиот живот во материјална основа. Значи, ќе ни донесат многу пари и меѓутоа кога ќе дојдат децата на овој свет и после некое време навистина сваќаме во колкава заблуда сме влегле и сваќаме дека тоа не е така. Сваќаме дека децата се навистина голема одговорност, бараат постојано вложување, цело време да сме околу нив и тоа без материјална недокнада. Значи, од првиот момент сваќаме дека децата се тие кои што ќе ни го раководат животот. Значи, едноставно, тие стануваат наши мали шефчиња и бараат мултитаскинг од нас. И без да имаат и милост. Значи, како што вели Шефали, сите доаѓаме до некоја состојба во која што сваќаме колку сме биле наивни кога сме ги носеле нашите, значи сме ги развивале тие наши фантазии и тоа до тој степен во еден период од 9 месеци да можат потполно да го заокупираат нашиот родителски ум. Значи сме мислеле дека нашите деца ќе бидат мирни ангелчиња и дека едноставно ќе можеме да имаме 24 часовна контрола над нив. Меѓутоа Шефали токму поради ова вели, зарем ние во некој дел преку тие фантазии како родители во почетокот, зарем не сакаме ние на некој начин да го поседуваме да го поседуваме животот на нашите деца? Затоа што тие фантазии подразбираат 24 часовна контрола на нашите деца. Значи, и подоцна кога ќе подпораснат децата, ние како родители, значи ги носиме на едни безброј активности. Зошто? Затоа што сакаме ние децата да ги изложиме на најдобрите можности во светот. Зошто тоа го правиме? Затоа што нашите фантазии бараме ние да бидат остварени на најдобар начин. Значи сакаме барем едно сценарио да може да се одигра со сигурност онака како што ние сме го замислиле. Например, нашето дете да не биде неважно поставено кога ќе излезе на некоја представа. Да мора нашето дете да биде во првите редови поставено. Зошто? Затоа што, например, да не ги напрегаме очите, ние постојано да ги бараме назад, па да не се гледа нашето дете. Значи, ние си даваме на важност. Да биде представено, да го видат другите, дека нашето дете е во првиот ред. Или пак, не сакаме нашите деца, кога се во спортските клубови од најмала возраст, да бидат на клупата на резерва, каде што ќе се одложува нивното време. Зошто? Затоа што веруваме дека не сме станале родители за да воспитуваме деца губитници. Или следните 18 години, кога стануваме родители, не сакаме ние, не веруваме дека едноставно треба да го поминиме, да ги молим во тоа, да ги молиме децата, да се искапат, да кажат благодарам, да исчистат зад себе, да јадат зеленчук и така натаму. Значи, во најголем дел ние како родители, пред да имаме деца, сме поведени со често пати, значи, поведени сме од една величествена заблуда за нас и за нашите деца. Дека ќе бидеме одлични родители во секое време и дека ќе воспитаме безпрекорни деца, кои што нема да ни противречат, секогаш ќе одат према она кое што ние им го кажуваме. Меѓутоа, откако нашите фантазии ќе бидат уништени од реалноста, Шефали баш токму им спомнува на родителите дека правиме повторно
влегуваме во повторно во заблуда најголем број од родители. Во смисла на тоа дека кога ќе бидат уништени од реалноста нашите фантазии, ние не правиме апсолутно ништо да ги отстраниме тие фантазии, да се тргнеме од тие фантазии. Туку овие проекции, очекувања, продолжуваме да ги видоизменуваме и постојано да ги развиваме, повторно спрема нашите деца. Значи, ние како родители имаме тенденција да останеме лојални докрај на тие наши фантазии. Иако сваќаме колку е тешко родителствувањето, најчесто се држиме, упорно се држиме до тие наши визии. Зошто? Затоа што живееме во иднината. Затоа што мислиме дека ако силно продолжиме понатаму да ги контролираме нашите деца кој знае, може би во иднина еден ден ќе освојат некој медал на некој државно првенство, или пак некој олимписки медал, или пак некој Оскар, или некоја награда. И таа токму зборува дека тие фантазии да се биде одличен родител се толку многу силни од нас, кои што произлегуваат од нашата родителска сенка, од нашите неизживеани, неостварени детски фантазии и кои што доведуваат до тоа родител да влезе во една родителска незрелост во односот со своето дете, каде што во најмала тој ништо не превзема, кога едноставно пред него детето ќе се појави во друга суштина, која што не е позната за него, освен она што го знае, она што го прави неговата сенка. А тоа е да биде многу лесно испровоциран од своето дете. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Во наредното видео ќе зборувам за една многу интересна приказна, каде што на многу јасен начин ќе можете да слушнете за тоа како овие родителски фантазии во голема мера влијаат кон тоа едноставно родителот доколку не ги напушти да влезе во една состојба да стане разочаран родител. Драги мои, ви благодарам за вниманието. Имајте убав ден. Се гледаме.